убаво што дојдовте. Сите сакам да ве поздравам многу. Изгледа секој има место за седење. Не е мило што го имаме тој проблем, што се наполнија сите места. Јас морам секако да стојам, значи, за мене е се едно. Не е се едно, ама така. Ужива, јас не седам. Океј, значи, поздравот за вас доаѓа од нашето здружење кој организира вакви предавања. Животот е повеќе се вика. И тоа име на здружението доаѓа од сваќањето или од тоа што Исус Христос ветува дека тој има една намера за нас луѓето да имаме исполнет живот. Живот во изобилие. Тоа е неговата програма за нашиот живот ако ќе го прифатиме. Животот е повеќе, значи, е името на нашето здружение. Ние сме христијанско здружение и сакаме да помогнеме луѓето да разбират нешто повеќе во однос на Бог и верувањето според Библијата во Исус Христос. Тоа е некако нашиот голем, како се вика, големо начело или идејата. И овие предавања се еден дел од ова желба да помогнеме во однос на тоа. И овој пат, пред да влезам во темата, морам да ви кажам, тука има литература бесплатна, ако имате после прашања или ве интересира да читате понатаму, тука можете да гледате книги и да ги земете, секако. После, ако ќе издржиме до крај и не се удавиме од немање кислород, значи после можеме и малце да отвориме, ќе видиме луфтирање, сакаме да ве поканиме да се дружиме уште, ќе пиеме кафе, чај, куќата, значи ние частиме, што треба, некако, вие сте гости денес. Важно е дружење, разговор и така, запознаење можеби. Има и нешто за пиење и нешто благо за јадење, како секогаш. Добро, сега можеме да почнеме. Можеме да почнеме со темата, нашата тематика овој пат, овие 3 предавања. Значи, овие 3 предавања се под големата тема како доаѓа Бог во твоето срце. Минатиот пат поминавме со баш ова тема. И денес ќе зборуваме за една подтематика на ова. И тоа денес, значи денешната тема е зошто религијата е опасна. Не знам дали некој дојде баш заради таа тема. Не знам. Или можеби некој си велјава да знаев дека тоа денес немаше да дојде. Ќе видиме како ќе биде. Зошто религијата е опасна? Има многу да се каже во однос на тоа. Мислиме на тоа дека има религиозни војни. Имаше крстоносните војни, каде што христијаните масакрирале многу, и христијани и муслимани. Само други беа. Имаме религиозно мотивирани убиства, атентати, прогонство на луѓе кои мислат поинаку, и тоа за жал е страшна реалност, ама барем за луѓе кои се нарекуваат христијани, тоа е апсолутно забрането. Исус Христос ги учи своите следбеници да ги љубат своите непријатели. Непријателите, тие секако. Туку непријателите да се љубат, да се молат за оние кои ги гонат и да им прават добро на оние кои ги мразат. Тоа е стандардот на Исус Христос. Значи, некој кој се повикува на него, нема право никакво да користи насилство од било каков тип, има и ментално насилство.
Тоа е забрането. Ама за тоа денес нема да зборуваме. Денес ќе зборуваме за темата религијата е опасна за Божјата желба да дојде во твоето срце. Религијата е опасна за Божјата желба да дојде во твоето срце. Тоа мора да се објасни и се трудам. Ова сега веќе го читавме. Ова е еден цитат каде што самиот Исус Христос ја опишува ситуацијата во која што се наоѓаме ние. Тој стои на вратата и чука. Ние сме внатре и имаме избор, ако го слушаме неговиот глас, дали ја отвориме вратата за него. А тој ветува, јас сакам да влезам, ако ти дозволиш. Јас ќе влезам при тебе и ќе вечерам со тебе, со други зборови, ќе имаме заедништво, ќе се дружиме, ќе споделиме важни нешто заедно. Ќе вечерам со него и тој со мене. Божјата намера и желба е да дојде во нашето срце. И минатиот пат зборувавме за тоа, Бог не бара некоја површинска религија, каде што закачуваме религиозни слики на зид, околу вратот, на огледалото во колата и така натаму. Туку Бог сака суштинско да дојде во центарот на нашиот живот, во нашето срце. Малку детинско искажано можеби, ама тоа ја кажува суштината. И сега денес сакам да зборувам за тоа, зошто нашата религиозност е опасна за Божјата желба да дојде во нашето срце. Јас дури тврдам, провоцирам малце, дека твојата собствена религиозност е едно од најопасните нешта што ги има во твојот живот. Ќе објаснам, ама тоа е тврдењето на почетокот. Твојата и мојата собствена религиозност е едно од најопасните нешта што ги имаме. Дали знаете каде во Светото Писмо за прв пат гледаме религиозно однесување на луѓето? Кој имаш читано до каде мораш да се вратиш назад, да гледаш религиозно однесување. Ке читаме тука еден текст, се наоѓаме сега во Божјото оригинално создање, во една градина која се вика рај, и таму се мажот и жената. И мажот и жената само што имат јадено од еден плод, кој Бог го имаше забранет. Плодот на сознавање на добро и зло. И тие јадоа и сега се случува нешто. На двајцата им се отворија очите и согледаа дека се голи. Значи, тука прв пат настанува еден проблем. Човекот се е соочен со еден проблем. Проблемот, нешто во него се смени. До сега се беше супер. Наеднаш, од како јадува од тој плод, нешто им смета, јас сум гол. Вели Адам, Ева вели, јас сум гола. Аме вие сте во брак, каде е проблемот? Нели? Проблем беше проблем за нив. За тоа што сега стануваат активни. Проблемот се решава. Што се прави? Ги барат најголемите лисја што се во близина да си прават облеки. Сплетоа смоквени лисја и си направија прегачи. Малце се крути тие облеки, можеме да си представиме, ама нешто да ги покрие. Ова, велам, е религиозно однесување. Човекот има еден проблем со Бог. Тоа ќе го видат после. Сега за сега проблем еден со друг. Што можеме да правиме да го решиме? Ќе си правиме ние од лисја облеки. Дали со тоа се решава проблемот? Гледате, сега доаѓа Бог на гости, на дружење. Го слуша гласот на Господ Бог кој шеташе во градината за време на денскиот ветрец. Навечер ќе се дружише тој со луѓето. И како реагират сега неговите пријатели?
мажот и жената. Се сокрија човекот и неговата жена пред Господ Бог меѓу дрвјата во градината. Зошто се кријат? Зошто се плашат наеднаш од Бог? Господ Бог го повика човекот и му рече: каде си? Тој одговори: го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Еве, Адам се уште се чувствува гол, ако носи смоквин блезер и панталон или нешто. Ja? Уште се чувствува гол и уште се плаши од Бог и се крие. Тоа е религиозно однесување. Бог зборува, Бог доаѓа, а ние се плашиме и се криеме. И покрај тоа што бевме активни, да си го решиме проблемот, човечки проблем. Нашето решение не функционира. Се исплашив, уште е гол и сега се крие под грмушките. И Бог мора да го вика да се соочи со проблемот. И тука сега, ова е подолг текст, окей? И сега доаѓа еден разговор со Бог, подолг разговор, и со прашања Бог сознава, мажот признава, жената признава, мажот признава, ние јадовме. И Бог им кажува што се последиците на сето тоа. Ама на крај на тој искрен разговор, искрена диагноза, анализа што се случи, на крај ова се случува. Господ им направи облеки од кожи на човекот и на неговата жена и ги облече. И со ова го имаме некако опфатено нашето тема. Ние луѓето имаме еден проблем во однос на Бог. И човечката религиозност се обидува тој проблем сам да го реши. Јас ќе го решам, јас си правам облеки од смокви. Денес религиозно однесување. А тоа не го решава мојот проблем. И Бог сега бара една анализа. Бог бара да се соочиме со Него и искрено да признаеме што е ситуацијата, што направивме. И Бог е спремен после тој да не облече, тој да го реши нашиот проблем. И сега замисли, само направените облеки не помагаа, Господ, Бог ги облече, тоа помагаше. Сега замисли, Бог сака да го облечи Адам. И Адам да вели: фала, не ми треба. Веќе имам облеки. И сам си ги направив. И знаеш што какви маки ги направив? Многу се трудев. Сега да ги давам моите убави облеки? Никако. Тоа е човечката религиозност. Бог сака своето решение за твојот и мојот проблем да го донесе во нашиот живот, а ние велиме: фала, не, веќе јас си направив. Значи, човечката религиозност му се контрира на Божиот обид да го реши нашиот најважен проблем. А знаете, ако Бог треба да дојде во нашите срца, тогаш е важно да сме искрени и искрено да го слушаме. Без искрено, лично слушање Бог не може ништо да направи за нас. Нашиот проблем не е денес што се чувствуваме голи. Okay? Тоа беше првото чувство што Адам и Ева го имаа од како сгрешија против Бог. Ние, нивните потомци, јас верувам дека лично ние, секој од нас, сме потомци од тие првите двајца.
Ако не можете тоа да го прифатите, сватете го ова како илустрација, од Бог дадена илустрација, окей? Јас верувам дека вистина илустрација. И дека сите ние тука, радувајте се, имаме една заедничка мајка, замислете. Една се чувства многу поблиску со вас. Се надевам и вие со мене, да наред седен изгубен. Ja? А сепак имаме една мајка и еден татко заедничко. Тоа го знаат и овие што работат со генетскиот материјал на луѓето. Постои една митохондриска Ева и еден Адам Y хромозомен. Значи тоа се знае, не е тоа тајна. Океј. Ние исто така имаме сериозен проблем. Тој сериозен проблем значи ние исто така сме грешни, имаме лично сгрешено против Бог и ние мораме со тој проблем да се соочиме и не можеме самите да го решиме. Се сеќавате на Адам и Ева. Си направија тие нешто, ама тоа не го решеше проблемот. И така ние луѓето, во нашето религиозно однесување, правиме нешто, ама Бог многу јасно ни кажува дека ова нема да го реши проблемот наш. И тоа треба да го разбираме, да го признаеме и да си го смениме ставот пред се кон Бог кој сака да ни зборува. Не знам дали вие или кога вие последниот пат свесно си зедовте време да го слушате Бог. Не значи да шетам во шумата. Таму ги гледам Божите дела. Јас сакам да одам во шумата. Туку да го отворите Светото Писмо и си рековте ќе читам и ќе се трудам да разбирам што ми вели Бог тука. Ни треба решението за проблемот на нашата грешност. Прво, за да можеме да имаме убав и исполнет живот. Знаете, долгорочно гледано, не е забавно да живееш како грешник, како бунтовник против Бог. Не е забавно. И покрај тоа што сите ни кажува дека било забавно. Имам јас уште малце 60 години и имам малце преглед преку животот. Секој кој дошол над 15 може да каже, јас веќе знам нешто за животот, нели? Ама едно нешто имам видено. Некои луѓе велат дека било многу забавно да прави што сакаш. Ама после многу години тоа веќе не го кажуваат. Знаеш, да пиеш да се пијанеш, како млад. Нема проблем. Ама ако тоа продолжува до твоите 40, 50, 60 години, сега си алкохоличар и се паѓа во вода. Не е забавно да живееш како активен бунтовник против Бог. Сега зборувам за алкохолот, има други нешта. Не е забавно да живееш во едно општество од грешници. Не е забавно. Ич. Тој грев, таа одделеност од Бог, тој бунт против него, уништува радост, уживање, мир, исполнување, заедништво. Не е забавно да живееш во брак, каде што двајца грешници морат да живеат заедно. Двајца активни грешници. Не, ми велат, окей, дека не било тоа забавно. Јас немам поим, ама имам гледано од страна. Океј, јас не сум допрен од тој проблем, освен од фамилија и пријатели. Значи, мене ми е лесно. Тоа е првата причина зошто треба проблемот на Бог да му дозволиме да го реши. Втората причина, бидејќи постои Божи суд. Бидејќи доаѓа Божиот суд. Тоа е 100% сигурно. И веќе е јасно дека ни еден од нас денес, присутните, не е невин. Тоа знаеме ние самите осетиме
по нешто во нашиот живот, пред се кај другите, и камо ли Бог кога тој гледа од близко во нашиот живот. Божиот суд доаѓа и кога Бог своите праведни стандарди ги стави на нашиот живот, тогаш испаѓаме ние многу криви. И јасно станува, нам ни треба прошка. Не ни треба крии се под грмушките. Не гирај, не е така. Ке се поправам јас, сам ке се трудам. Ни треба прошка и промена, нов живот, и тоа може само Бог да ни го даде. Ние самите не можеме да си правиме нови, да сме нови луѓе. Таа диагноза, така сака Бог, сака да не донесе кај Спасителот. Знаете, овие сме ние луѓе, кога уште се лажиме за нашата состојба. Јас не гледам никаков проблем. Јас искрено кажано, кога јас ја добив сега новата лична карта за ова година, се гледам и си велам, јас имам проблем. Имам проблем. Океј, јас имам проблем, може би и ти мислиш, ти имаш проблем. Се гледа на сликата. Ама, во однос на Бог, често пати велиме, луѓето се расипани. А кој си ти? Што си ти? Животно? Што си ти? И ти си луѓето. И јас сум луѓето. А ние мислиме, на мене ништо, јас сум окей, а другите не чинат. Во однос на Бог, многу сум религиозен, си направи убави религиозни облеки, не гледам никаков проблем. Некој мора да ни ја тргне ова кофа од глава и да не соочи со реалната слика за нас. И тоа е Бог. И така Божјата диагноза не треба да ја занемариме. Да не ги закоравиме нашите срца против истината. Читавме за Јован Крстителот. Тој беше тој што рече, луѓе, судијата е дојден. А истовремено Јован рече, луѓе, Спасителот е дојден. И тоа е една и иста личност. Една и иста личност, Исус Христос. Јован Крстителот рече, Исус е Божјото јагне кој ги зема гревовите на светот. Некој дојде, кој веќе ги зеде твоите гревови врз себе. Може би ти уште се трудиш да ги криеш, да не ги признаеш, да велиш, не, јас толку грешен не сум, поради мене никој не мораше да умре, јас сум добар човек. Тоа е само измама. Трагична само измама. Овца со кофа, окей? Уште мислиш, немам јас проблем. А Бог одамна знае дека одамна луѓето имат проблем и тие наредните генерации не се различни од нас. Сите имаме проблем, нашата грешност, ама Бог веќе пред 2000 години дојде, стана човек и ги зеде врз себе нашите гревови. Божјото јагне, тоа е Исус Христос. Тогаш се жртвува јагниња и секој жртвено јагне беше жртвувано за некој грев. Тоа јагне да умре на место грешникот. И така Бог имаше одредено додека не дојде вистинското Божјо јагне, Исус, кој еднаш за секогаш ќе умре за сите гревови. Божјото јагне. Значи, тоа е веќе се така. Божјото јагне дојде и тој е и твојот спасител ако го примиш. Или твојот судија ако го одбиваш. И нашата човечка религиозност е една страшно опасна причина зашто многу луѓе го одбиваат Спасителот. Затоа зборуваме денес за таа тема. Значи, поради тоа што Божјото јагне, Исус, веќе ги зеде
и умре за твоите гревови на еден крст, Бог сака и може да ти прости. Да подарува, како подарок да дава прошка. Подарок, незаслужено. Денес добив подарок, леп, бесплатно. Подарок, фала многу. Не платив ништо. Го прифатив. Знаете, научив да прифатам подароци. Научив да не се трудам да откупам. Затоа што Бог така кон мене постапува. Бог сака кон тебе така да постапува. Да ти подари прошка за се. Зошто? Затоа што Исус плати. Исус плати. За ти да не плаќаш. Бог сака прошка да ти подари. Бог сака да те смени. Бог сака да ти подари еден сосема нов живот. Тој сака да направи една револуција во твоето срце. И затоа и тој те бара, Бог те бара, и тој го бара разговорот со тебе како што зборувал со Адам и Ева. Бог сака да го прави тоа што ние не можеме да го направиме. И тука е нашата тема. Зошто нашата религиозност е опасна? Треба да разликуваме помеѓу човечка религиозност и Божјата вистина и Божјото спасение. И треба да разликуваме помеѓу правиот став кон вистината и самоизмама. И видите, денес ќе зборуваме за религиозна самоизмама. Јован Крстителот беше на реката Јордан, проповедаше покаяние, луѓе, свртете се, признајте дека сте грешници. Доаѓа судијата, доаѓа спасителот. Сакам да сте спремни да го прифатите како спасител. И делот тоа беше тоа крштевање во реката Јордан. И сега тука доаѓаат многу фарисеи и садукеи, тоа беа религиозната елита во Израел во тоа време, да ги крсти. И Јован, што вели? Породи змиски. Тој имаше храброст пред луѓето да кажува работи. Вие сте луѓе, пород на змија сте вие. Сигурно на второ предавање не му дојдова тие после. Значи јас чекав то второто ова да се чита. Важно е кога го слушаш Бог, Господ понекогаш не е многу нежен. Кога треба страшни проблеми да се откријат. Јован, знаете, ги знаеше своите сонародници. Јас забележив дека вие битолчани, например, имате многу фин осет за мотивациите на другиот. Јас сум наивен германец, некој полунеандерталец од Германија имам поим јас, а вие тука сте пораснати и ги знаете сите цаки. Ги знаете сите, ова вака е таков, тој е таков. И делумно сте во право. Ја? Значи, што и Јован, сакам да кажам, Јован ги знаеше своите сонародници. Ги читаше како отворена книга. И овие доаѓаат да бидат крстени, многу побожни, многу религиозни. А Јован веднаш му ги чита една диагноза. Сваќаш, луѓе, јас ве знам. Со какви мотивации доаѓате вие тука на еден религиозен чин? Вие сте пород на змија. А што мислите вие што сте? Не мислете да речете во себе си Авраам е наш татко. Значи, овие луѓе живеа во една религиозна заблуда, самоизмама. Тие мислеа, ние сме потомци на Авраам. Тоа беше вистина. Авраам беше нивен заеднички татко. 2000 години порано. Тоа е право, тоа се во право. Ама тие мислеа, со тоа некако, како се вика тоа,
Od početok sve je rešeno. Bog nam nema da ni sudi. Ние сме потомство на Аврам, Аврам беше Божи пријател, и така ние, неговите деца, по автоматизам сме ослободени. И така доаѓа кај Јован со многу несериозен став. Религиозна самоизмама. Знаете, замисли некој во Македонија денес, да вели, во ред украдов 10 милиони евра од државата, во ред. Признавам, но јас сум правнук на Гоце Делчев. И со тоа ќе ми биде простено. Сега кажи ми дали е тоа само измама или не. Се надевам да, ама не сме сигурни. Ja, не сме сигурни за жал. Океј. Јован вели, луѓе, вие се лажите, деца на Аврам? Не. Знаеш, ние денес би рекле, попска фамилија сум. Имам религиозна позадина долга. Само измама. Бог нема да гледа на твојата, во Божиот суд нема да се гледа на твојата религиозна позадина. И така човечката религиозност, за жал, е полна со измама и само измама. Дали ме разбраш? Човечката религиозност, за жал, е преполна со измама и само измама. Затоа велам, може би твојата собствена, мојата собствена религиозност е најопасното нешто што го има во нашиот живот. И во никаков случај не смееме да и веруваме на нашата собствена религиозност. Има луѓе кои денес одат на реката Јордан, да се крстат таму. Зошто тие го прават тоа? Зарем тука нема вода? И што би рекол Јован Крстител на таквите луѓе да бил тој таму денес? Јас сум сигурен дека нешто слично ти слушале. Религиозна самоизмама. А знаете, може уште полошо. Може уште полошо. Сега читаме тука една расправа на Исус Христос со евреите во Ерусалим. Знам дека сте потомство на Аврам, но барате да ме убиете. Не само што самите се излажија. Туку сега, тука стои пред нив Бог, кој стана човек. Вистината во лице, како се вика, лично отелотворена вистина. Спремни се да го убијат. Значи, нашата човечка религиозност, и тие беа религиозни луѓе, не беа атеисти. Нашата човечка религиозност е нешто страшно. Сега Исус Христос уште стана по-опасен во својата диагноза. Вие од кој татко потекнувате? Од ѓаволот. Со други зборови, ставовите во вашите срца, вие кои стоите пред мене и ми се противите и сакате да ме убиете, тие се ставовите на нашиот најголем непријател, ѓаволот. И тој така им кажува. Религиозни луѓе кои стојат пред него. Ѓаволот е човекоубиец, тој е тој кој не мрази најмногу. И нема вистина во него, тој е татко на лагата. Првата лага беше од него тука зборувана на ова планета. И Исус вели, не ми верувате зашто ви ја зборувам вистината. Тоа е многу интересно. Зошто не ми верувате? Дека ве лажам? Не обратно, затоа што ви ја зборувам вистината. И знаете, ако јас денес би зборувал тука некои религиозни лаги, може би повеќе луѓе би ми верувале отколку вака, кога ја зборувам библиската вистина. Ако не се согласувате, после ќе ме начекате и ќе зборувате сериозно со мене, окей?
Ja? Spremen som za kritiku. Isus veli nije, vi je ne mi veruvate za to, što jaz vi zboruvam istinata. Tije se mnogo religiozni ljudje, ama vnatre se inspirirani od stavovite na tatkото на лагата и на оној кој ги мрази луѓето и ја бара нашата пропаст. Тоа е интересно. И знаете, затоа јас ви кажав, може би нашата религиозност е најопасното нешто, од кое што најмногу мораме да се пазиме. Нашата собствена религиозност. Прашањето, дали и нам може тоа да ни се случи? Да мислиме дека сме побожни луѓе, дека се е во ред, а во суштина во нас делуваат ставовите кои се од овај извор. Како реагираш ти ако Исус сака да зборува со тебе? Како реагираш? Си земаш време? Планирам секој ден еден час да имам време, мир, бистар ум, да го слушам Исус Христос. Или дали е така, ако некој сака со тебе да зборува за Исус, тоа ти е повод да бегаш, да смениш тема, да не знам што да најдиш било кој изговор, само да не мораш да зборуваш за тоа се. Мораме да се прашаме. Океј, значи, мораме да зборуваме за човечката религиозност на една страна и Божјата вистина на другата страна. Или само измама на една страна и правиот став кон вистината на другата. Еден пример од писмата на апостолот Павле. Тој пишува на христијаните во Ефес. И видите како опишува тој. Вие го чувте, слушавте словото на вистината, евангелието на вашето спасение. Бог има една прекрасна порака за нас денес. Сакам да ве спасам. Сакам да ви ги простам сите гревови. Сакам да ви давам нов живот. Сакам да ве сменам од внатре, една револуција внатре да ви правам. Ново создание да станеш. Јас го сакам тоа. И сакам тоа да го правам преку една личност, Исус Христос. Тоа е словото на вистината. Вистинската порака. Радосната вест, Евангелие. Радосната вест дека за нас има спасение. Тоа е една радосна вест. Затоа не се срамам што стојам тука и ви го кажувам тоа. Затоа што тоа Бог го кажува. Тоа апостолот Павле го кажуваше. Значи, се чувствувам дека сум во добро друштво, окей? Во добро друштво. Ja? И вие поверувавте, вие го прифативте тоа. Она што го слушнавте, словото на вистината, за разлика од религиозните лаги. Вие ја слушнавте вистината и прифативте, поверувавте. Што се случи? Станавте запечатени со Светиот Дух. Бог влезе во вашиот живот. Еве тоа е темата. Како доаѓа Бог во твојот живот? Тука го имаш рецептот. Сега можам тука да престанам. А зошто тогаш се спремав цело време? Уште не има уште. Значи, ја слушаш вистината, за разлика од лагите. Сваќаш и јас го имам тој проблем, јас сум грешен. Ама Бог има решение. Бог има решение. Ja? Бог има прошка за мене, затоа што Исус беше казнет. За мене прошката. Дали можам да верувам во Исус Христос? Дали е тој доверлив? Дали е тој за верување? Ако му го отворам срцето, што ќе прави тој со мене? Дали можам да му верувам, да го пуштам внатре, да не прави внатре ршум? Дали можам да верувам дека тој ќе го исполни она што ветува? Тие одлучија, поверувавме. И се случи ова, дојде Божиот Дух во нивниот живот и направи револуција. Тоа е
позитивното. Ама во истото послание до Ефесјаните, Павле мора ова да го пиши. За да не бидеме веќе деца кои ги луле и ги носи секој ветар на науката, кој преку човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Тоа е другата страна. Полето на религијата е полно со човечка измама и итро измислени лаги. Тоа се двете страни на реалноста. И во истото послание можеш да го читаш тоа. Значи, постојат такви работи. Светото писмо е многу реално во однос на нашата човечка религиозност. Не смееме да ја веруваме. Постои итро измислени лаги и заблуди. Значи, тука некој не познава и измисли нешто што на некој начин ни лежи, ни е пријатно. Атрактивно е тоа за нас, што тоа има измислено. Може би таа итро измислена лага сака да те фати на твојата, како се вика? Ајде, ќе продолжам, на твојата гордост. Многу сум религиозен човек. И знаеш како знам да се прекрстам кога одам по улица? Како знам да го правам тоа да сите да ме гледат? Не знам дали така некој мисли. Може би не. Ja? Може би ова ќе те фати на твојата, кога некој сака многу да се гледа во огледалото, како се вика тоа? Нарцис. Има еден збор, ама не можам сега да го... Eitelkeit. Германците, каде се германците? Не се тука. Eitelkeit. Молам? Ja, окей. Суета. Окей, го најдов. Суета. Дали е тоа правиот збор? Суета? Добро, се извинувам, понекогаш не ми доаѓаат зборовите. Значи, замисли на мојата суета, на мојата самобендисаност, битолски кажано, сака да ме фати. Нешто е така измислено да ми лежи тоа во таа мојата религија. Може би твоите емоции. Знаеш, тука имаме мајки, окей? Предполагам, имаме мајки тука. Ти си била и керка, и си и мајка. Ja? И сега мајчинството тебе ти лежи. Сакам да имам една мајка која е за мене, која се грижи. И сега, еве, мајката Божја, Богородица. Сваќаш? Во Богородица не треба да се верува, дали знаете? Тоа е религиозна заблуда. Се извинувам, сега ќе ме мразите, ама тоа е вистината. Ама некој измисли кој не сака да има мајка. И кај мајката се чувствуваш многу сватен, прифатен, утешен, ова. И некој итро измисли Бог, Татко, Син и Светиот Дух, сите се машки род. Ми фали мајката. Некој измисли Божица мајка. Знаете? А Бог вели, јас ќе ве љубам како мајката ве љуби. Бог е способен, дури Бог Таткото може да те љуби како мајка љуби. Ама, човечката религиозност измисли, многу итро, да има мајка Божица. Замисли. Тоа е многу опасно. Има други измами. Знаете, во тие итро измислени мамци, во секој таков мамец, внатре што има? Алка. Риболовци имаме? Немаме? Се знае, алка има внатре. Мамецот изгледа многу измамлив. Кука. Ајде, кука. Фала. Со контра, како се викат овие? Кога имаш фатено, готов си? Јавица? Окей. Good. Значи, пази многу, нешто може да биде многу привлечно. Ама внатре е тоа опасното. Окей? Немој да фатиш.
Ние луѓето знаеме во суштина дека постои Бог и тоа е многу добро. Имаме приемник, предавател, може да се каже во однос на Бог. Имаме ние една единица за комуникација со Бог. Ама, ние луѓето веќе не сме тие созданија кои Бог ги создаде на почетокот. Како што видовме на почетокот. Се случи нешто во нас. И сега сме од Бог отуѓени и внатрешно сме непријатели на Бог, замисли. Тоа може би тивко на тивко тлее, ама ние имаме во нас непријателство кон Бог. Вирусот на гревот не има препрограмирано. Ние сме хакувани. Павле вели, ние сме потемнети по умот и Божиот живот ни е туѓ. И знаете, поради таа недоверба во Бог, таа дистанца со Бог, сме отворени за лажни религиозни пропаганди. Знаете, го знаете поимот shadow banning, некој знае. Кога бараш ти во Google нешто, некој направи да најдеш само дадени податоци, а другите се кријат. Значи, тој систем не е искрен, не е отворен. Туку некој направи интервенција да ти излезат само дадени резултати. И така нашето срце, кога размислува за Бог и бара нешто што го бараме, ќе најде на многу грешни резултати. И Божјата вистина е потисната. Тоа е опасното. Религиозни луѓе измислуваат многу религиозни бајки. Дали имате начекано религиозни бајки? И тоа е еден проблем, поради тие религиозни бајки, критични луѓе велат, целото свето писмо е само бајки и приказки. И тоа не е така. Светото писмо многу јасно разликува помеѓу вистината и бајки. Еве, апостолот Павле пишува, ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука. Туку според своите страсти ќе се насоберат учители, за да им ги скокоткаат ушите и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки. Тоа е многу сосема јасно. Се разликува помеѓу приказки и бајки и здравата наука, Божјата вистина. Многу е опасно ако луѓето не го слушаме Бог, ние луѓето не го слушаме Бог, туку други извори, кога ја замениме Божјата вистина со човечки идеи. И знаете, има уште нешто полошо, дури и има идеи кои доаѓаат од измамливи духови и тие се ѓаволски учења. И сега ќе вели, да, тоа се тие сатанисти, тие велат сите да се самоубиеме, тоа се тие. Да, и тоа се тие, ама знаете како изгледат овие? Се забранува стапување во брак. Измамливи духови, ѓаволски учења забрануваат стапување во брак. Барат воздржување од јадења. Знам јас една религија која забранува стапување во брак. Сваќаш? Која религија? Знаеш ти една религија која вели, ако не стапиш во брак, тогаш си посебно свет. Знаеш ти такво нешто? Или, не се јади некој време, тога сме најпобожни, кога не јадиме. Дали знаете вие таква религија? Како ли нашата? Беше прашање што не бараше одговор директен. Океј, значи, кој мислеше дека вакви идеи доаѓаат можеби дури од нашиот најлош непријател. Знаете, религиозноста
je kako otrovna mešavina od čovječkih ideji, bajki i djavolskih ideji, koji ni se prodavat kako da dojdat od Bog. Su lažna etiketa. Ja? Izmama. I taka nije lugeto stanuvame kako vakcinirani protiv istinata. So jedna otrovna mešavina, da ne zboruvame sega što se slučivo mi na toto, 3 godini, sme vakcinirani i so to stanuvame imuni protiv vistinata. Koga virus od navistinata saka da te zarazi, ti pokažuvaš reakcija otpor. Zato što si vakciniran. Religioznata vakcina napravi da vjeruvaš u pogrešnite rabote. Pred mnogo godini jedan Srbin imaše kraj nas, Daniel Lukić se vikaše, работеше како молер, го сретнав еднаш и зборуваме за верата во Исус. И јас прашувам, Даниел, ти веруваш во Исус? И тој вели вака. И си го отвори паричникот и од кај ситните пари извади едно кјесе. Со прашак внатре. И вели, света земја од Ерусалим. Јас го прашав дали верува во Исус. Света земја од Ерусалим, секако верува. Еден друг ми вели, бев во Ерусалим и станав нов човек. Мислам дека му помина во меѓувреме. Ja? Бог те прави нов човек. Исус, а не светото место. Ние, света земја, свето место, а Бог ни дава свети зборови да ги слушаме. Божи зборови по автоматизам се свети зборови. Религијата ти дава замена за вистинското. Една критика на Господ Исус на религиозните водачи од неговото време. И напаѓа тој книжниците и фарисеите, религиозните стручњаци. И ги нарекува, вие сте лицемери. Јас тврдам, религиозноста доведува до лицемерие. Затоа што покажува погрешни работи. Јас се лажам дека не сум толку лош. Можам сам да се поправам, сам да станувам многу побожен, да си правам сам овие лисјата да си ги спојувам. Со тоа самиот се измамувам и мојата околина ја измамувам. Лицемерство. А што прават тие? Го затворате небесното царство пред луѓето. Самите не влегувате, ниту ги пуштате внатре оние кои сака да влезат. Небесното царство. Исус вели, вие го затворате. Значи тоа е отворено. Еве тука вратата е отворена, не? Јас можам да ја затворам. Ама не сакам, окей? Вратата е отворена, затоа можам да ја затворам. Значи небесното царство е отворено. Знаете, Исус вели, јас сум вратата, дојдете кај мене, влезете во небесното царство низ мене. Јас сум вратата. Јас веќе умрев за вас. Веќе платив за вашите гревови. Сакам да ви простам. Дојдете, влезете, се е направено. Јас ќе ве облечам, со други зборови. А сега некој доаѓа и таму стави огради пред вратата. И вели, стоп, не е толку едноставно. Тука имаш еден паркур на религиозни вежби и ако нив успешно ќе ги завршиш во право време, тогаш може би ќе те пуштиме внатре. Ние сме единствените овластени што го имаме клучот. Тоа е тоа. И Исус вели, горко вам, ние велиме тешко вам. Тој вели, за овој грев јас ќе ви судам. Тоа е големо зло. Не само вие што не влегувате, со тоа самите вие одите во пропаст. Ама вие не давате луѓето да одат другите. Тоа е уште полошо.
Некој рече некогаш, ако Исус е извор на жива вода, религијата е мразот, што ја покрива водата и никој не може да пие. Ако Исус е Божјото Слово, Словото што дава живот, ако го веруваш, тогаш религијата вели, не, тоа е само за теолозите. Немој да се занесуваш. Ти не можеш да разбереш. Знаете, апостолот Павле патувал низ Битола. Дали е тоа вистина? Се вели така, не? Не сме сигурни, не? Ајде. Замисли, Павле поминал низ Битола. А сега некој битолчанец се вели, сакам да знам што пишуваше тој. И секој ден малце ќе читаш во Библијата. И веднаш некој ќе вели, шо ти читаш Библија? Немој да се занесваш. Ќе станеш секташ. Бе чекај, ова напиша Павле. Бе сега ти треба секој ден да читаш Библија цело време? Не. Да си земам време од сабајле, 1 час. Ама знаеш, денес има луѓе кои цел ден, секогаш и на секаде, го имат носот пикнато во телефонот. Буквално. До тоа дојдовме. Сваќаш? Што сме толкави овци. Може би да си земаше време да читаш што вели апостолот Павле од сабајле. 15 минути, ти одиш на работа, 15 минути, 20. Може би нема да си таква овца. Клупава. Не може да те манипулират. Ќе станеш човек кој знае што вели Бог и со тоа е стабилен. Разликата помеѓу религијата и Божјата вистина. Понекога сум во Верија, во Грција. Убаво местенце, кога еднаш се враќате од Солун, истоштени од вревата, од гужва, Верија е многу тивко, убаво место, сега може таму да се пие кафе, убав украс, има божичен, она. Понекогаш одам таму, и во Верија има едно место каде што апостолот Павле наводно проповедал, кога втор пат бил таму. Тоа се вика прагот на апостолот Павле. Вима до апостолу Павлу, така мислам, се велат тие. И таму одиш и има таму дадени икони, слики, објаснувања. И од Карши има една продавница. И не можеш таму да одиш без собственикот да истрча да ти дава летоци. 3 пати веќе ми даде. Не можам да го убедам. Ама, јас отидов еднаш во таа продавница. Таа религиозна продавница. Таму ќе најдеш 1000 икони. Ама писмата на апостолот Павле нема таму да најдеш. И знаете, понекогаш сум тажен. Тука луѓето доаѓаат масовно, автобуси, туристи. Павле, апостолот Павле тука беше. А што е важното на апостолот Павле? Неговата икона? Неговите писма. Павле вели, ние немаме ништо, а правиме многу луѓе богати. Како? Тие што го слушат, словото на вистината, што Павле го кажува, и веруваат во Исус, стануваат многу богати, добиваат прошка, нов живот, вечен живот, Бог живе во нив, најголемо богатство. Ама да го закачиш Павле, една слика од Павле, над зид, не помага ништо. Знаеш, може би си заљубен во некоја девојка. Одам во опасни води. И многу ја сакаш. И сега ја закачиш сликата над зидот. Ама знаеш, ти ја сакаш, ама не знаеш дали таа те сакаш. Ти што чекаш? Ти чекаш еден збор. Ти чекаш 2-3 зборови чекаш. И јас те сакам. Ме сака. Сваќаш? Ти чекаш збор. Ке закачиш 100 слики од неја. Не помага. Ако таа ти вели и јас те сакам, готов си. Тоа беше тоа.
И така е со Господ, со Бог. Религијата ми дава неми слики, икони, а Бог ми дава збор, дека ме люби и сака да ме спаси. И ме прифаќа каков сум, не бара вежби, не бара јас да правам облеки, тој ќе ме облече после. Тоа е разликата помеѓу религијата и Божјата вистина. Ој, има многу да кажем. Колку е часот? Чекај. Јас ве гледам, и ако некој гледам како страда, ај. Не е мака. Значи, сакам да ви кажам уште една приказна. И после ќе дојдеме до крај. Крајот трае само 30 минути. Не. Тоа може лесно да се случи. Немојте да му верувате на Алекс, ќе прави многу. Тоа ќе го отстраниме. Еве, сакам да ви кажам нека вистинска случка. Пред 30 години во Германија, една моја пријателка, Бригите се вика, Бригите, таа е мајсторка по фризерство и сега наставник на училиште, подека оди по пензија, мислам дори. Има 5 ќерки и внучиња. Бригите е жена покажана, мислам, салам. Беше порано, пред да поверува во Исус, беше католик. Имаше една пријателка, исто така католик. И со неја зборуваше. Не, со неја зборуваше. Со неја зборуваше, се извинувам, лошо друштво. И со неја зборуваше и еднаш таа доаѓаше на една ваква манифестација, дали еднаш дојде во една библиска група каде што се чита Библија, а очигледно таа жена беше растревожена од она што слуша, затоа што таа сонуваше. Во ноќта сонуваше. Некој дома кај неја, таа имаше распетие дома над зидот, некој оди дома и го ваѓа распетието и закачува Библија над зидот. Таков сон имаше. И растревожена, загрижена, оди кај католичкиот свештеник. И му го кажува. И тој вели, кај тие луѓе никогаш веќе да не одиш. И никогаш веќе не дојде. Што се случи? Конфликт помеѓу распетието и Библијата. Таа жена беше емоционално, не знам, врзана со тоа распетие. Тоа имаше влијание врз неја. Знаете, религиозни символи и слики можат да имат големо влијание врз тебе. И тоа е опасно. Опасно. Сега таа зборува, знаеш, за Библијата и мене ми е интересно, баш и на Библијата има распетие, окей? Мислам, понекогаш работата е и трагична и смешна. Знаете, распетието што значи? Исус распнат на крст. Што значи тоа за мене? Кој ќе ти објасни? Ти велиш, ама се чувствувам, ова е чувство, ова она. Може би си поробен веќе во некој религиозно сваќање, ова мора, ако се качи, ќе удри гром, ќе имам несреќа. Суеверие се развива во однос на ова. Ама знаеш кој ти објаснува што значи крстот? Библијата. Библијата вели, Бог те љуби, затоа стана човек и затоа заврши на крст. Бог дојде да ти биде спасител и затоа тој стана човек за да може да умре. И на крст Исус таму ги носеше твоите гревови. И неговите страдања на крстот се и неговата смрт се откупот за твоите гревови. Библијата ти објаснува најдобра вест. И сега Исус кога умре на крстот, последниот збор беше се сврши. Ја свршив работата. Ги откупив гревовите на сите. И сега можам да им простам.
Jaz ги направив облеките. Се сеќавате на облеките, Адам и Ева? Јас ги направив облеките. Да ги облечам грешните луѓе и голотијата пред Бог да ја покријам. Се сврши, готово. Кога Исус заврши на крстот, најтешкото дело беше завршено. Да плати за нашите гревови. И знаете што сега сето религиозно однесување, обид ние да си правиме облеки, да станеме религиозни, побожни, да правиме религиозни дела, светења, масло, не знам што, се тотално непотребни. Дури тие вистинските работи што Бог ги бараше, што не се измама, непотребни, Исус направи се на крстот. Тоа објаснува Библијата, тоа твоето религиозно чувство не ти објаснува. А знаете, крстот е веќе празен. Исус веќе не виси на крстот. Се заврши, се сврши. Кога тој умре, се беше свршено. Тој умре, за јас да не умре. Го погребија. 3 дена само му требаше гробот, после го напушта. И гробот е празен, тој воскресна. А сега каде сака распнатиот, умрениот, воскреснатиот Исус, каде сака да оди тој? Од твоето срце. Од твоето срце. Не сака да биде на твојот зид, не да виси на твојот врат, туку да влезе во твоето срце. И тој таму сака да чисти, да прости, да владе, да те исцели, од внатре да те обнови. Затоа пази се од собствената религиозност. Имав многу уште да кажам, а сега ќе завршим. Ама уште малце. Како можеме да знаеме што е вистината, да разликуваме? Еве, Светото Писмо го документира, ја документира борбата помеѓу Божјата вистина и лагите. Читај го Светото Писмо, ќе видиш. Цело време некој мора да се бори против некоја лага. И со тоа добиваш еден впечаток, што е вистината, што се брани тука, што се напаѓа, што се лажните идеи. Значи, ако сакаш, можеш да се увериш во самото Свето Писмо. Добро е документирана вистината и борбата за вистината, ако на вистина те интересира. И знаеш, тука е најголемиот проблем сега. Борбата за нашето срце воглавно се работи за тоа дали тебе тоа те интересира. На крај крајева, ако тебе тоа не ти е доволно важно, тогаш Божјата вистина нема шанса. Колку и да е вистина. Тоа е трагично нешто. И тоа е на другата страна убаво нешто. Бог те почитува во твоето право да велиш да или не. Бог ти го дава тоа право. Религиозноста твоја не. Таа само вергла во тебе, произведува секакви глупости, ама Бог ти објаснува истината и сега вели, сега е твое, дали сакаш или не. Окей, сето тоа. Сега сакам на крај, да, знаете, тоа ми беше ова слика, религиозноста може да те држи во еден затвор, а ти си го сакаш затворот и Бог би сакал да те ослободи. Апостолот Павле, конечни зборови на апостолот Павле. И така, браќа мои, радувајте се во Господа. Сакам да ви прашам, во вашата религија, дали некој вели да се радувате? Дали во вашата религија, што ја знаете за вакви работи, радувајте се во Господа? Некој ви кажува? Прави скен назад, години, децении. Дали во мојата религија радоста е важен дел?
Pavle, apostolot Pavle, неговата вера беше таква што вели луѓе, тој неколку пати го кажува тоа во Филипјаните, посланието до Филипјаните, македонци таму. Филипјаните вели радувајте се во Господа. Ги повикува, има причина да се радуваш. Зошто? Исус те љуби, Исус умре на крст, тоа е вистина. Тој ги плати твоите гревови, замисли, твојата вина пред Бог е платена. Има причина за радост. Бог дојде во твоето срце, Бог е тука, Бог те спаси. Радувај се. Не знам дали во твојата религија тоа го имаш. И вели, јас почесто ќе ви го пишувам, тоа значи дека ќе станете цврсти. Да знаете, ова е вистина, вистина, не е тоа нека измислица. Дали имаш ти таква доверба во Исус, што ти дава повод да се радуваш? Ти можеш да велиш, јас сум христијанин. Добро. Ама дали се радуваш во Исус? Дали знаеш зошто би се радувал? Ja, Павле знаеше. И тие браќа, тие верниците во Филипи исто така. Знае. И сега Павле вели, знаете, тој тука вели, јас се откажив од сета моја религиозност и сето тоа, што може да се фалам во тоа. И сега види, ако Павле го велиш, го прашуваш, зашто се фалиш? Павле, што ќе се пофалиш? Во твојата вера се фалам во Исуса Христа. Не се надевам во тело. Павле, во што ќе се пофалиш? Исус умре за мене. Божиот син ме љуби мене и умре за мене. Од тоа ќе се фалам. Тој на крст направи се за мене. Сите гревови се платени. Од тоа се фалам, вели Павле. Јас не се надевам во моето тело, во моите способности, во мојата религија. Не се надевам воопшто во тоа. И еве, Павле вели, ја немам своја правда. Јас си правев облеки религиозни, со добри дела, со религиозни активности. Во тоа не се надевам. Јас ја имам правдата која доаѓа преку верата во Христос. Правдата која доаѓа од Бог. Бог ја направи таа правда, кога Исус умре на крстот. Праведно сите гревови беа откупени со смртта на невиниот Исус. Павле вели, јас ги носам облеките кои доаѓаат од Бог. И сега доаѓа крајот на крајот. Овај човек, веднаш се гледа дека е религиозен човек, окей? Како? Посебна облека. Ама, овај човек го имаше тоа сватено. Овај човек се вика Паул Герхард, роден 1607 година, кога умре не се сеќавам. Ама во неговиот живот беше едно од најтешките времиња во Германија, 30 годишната војна. Од 1618 до 1648 година. Страшна војна, чума, смрт. Од Берлин, например, од 12.000 жители, тогаш Берлин имаше 12.000 жители, остана 5.000 живи на крај. Во мојот крај, 75% од луѓето загина. 75%. 3/4 од луѓето загина. Паул Герхард, од 5 деца што му се родија, само еден ги преживее родителите. 4 му умреа. Паул Герхард, ама беше верник во Исус. И тој напиша една песна која се вели, која гласа, ако Бог е за мене, кој може да биде против мене? Нека бидат сите против мене. И од таа песна сакам 2 стиха да ви тука не ги пеам, окей? И покрај тоа што можев, ама не. Еден стих е овај. Мојот Исус го избриша она што носи смрт. Тој е тој кој ме прави да сум чист.
Той го прави бело како снег, она што е црвено како крв. Најлошите гревови тој ги проштава. Во него можам да се радувам. Се сеќавате како Павле? Овај Паул Геха читаше од Павле. Okay? Господ зборува преку Павле. Паул чита. Денес ти можеш да читаш. Во него можам да се радувам. Во него сум храбар како јунак. Јас со голема смелост доаѓам кај Бог. Не се плашам веќе. Не морам да се плашам од Божиот суд, како инаку грешникот мора. Тој свати Исус на крстот беше во Божиот суд наместо мене. Еднаш се казнува тој грев, не два пати. Казнето е Паул се радува и не се плаши веќе. Моето срце скока. Зборуваме како доаѓа Бог во твоето срце. Така пиши тој. Моето срце скока и не може да е тажно. Цело е радост и пеење. Гледа само сончев сјај. Сонцето кое ми се смее е мојот Господ Исус Христос. Она што ме тера да пеам е она што ме чека во небото. Замисли, звони на вратата. Ова е крајот, вистински. Замисли, звони на вратата. Звони на вратата. Ти си дома, стануваш, отвориш. Надвор стои Исус Христос. И вели, здраво. Би сакал да влезам и да зборуваме. Би сакал да правам во твоето срце прекрасни работи. А ти велиш, не фала. Немам интерес, веќе сум христијанин. Имам своја вера, си ја имам своја вера. Не затвориш вратата, влегуваш внатре и повторно си ја тераш својата религиозност, своите бајки, своите приказки. И Исус останува надвор. Се прашувам дали денес вечерва има такви луѓе тука. Ама се надевам дека ти не си таков. И наредниот пат ќе зборуваме за тоа што ќе прави Исус кога ќе го пуштиш во твоето срце. Значи, многу сте поканети наредниот пат. Мислам дека пак е тука, ако нема поплава или не знам што, значи тука планираме. Ja? Значи, што ќе прави Исус кога ќе го пуштиш во твоето срце? Многу сте срдечно поканети, ако сметате дека можете да издржите уште едно вакво предавање. Прва награда за вашата издржливост. Фала многу. Сега...